изборот на министри, но сакам да допрецизирам нешто што спомена господинот Трајанов, а потоа коментираше и нашиот колега. Луѓе, Советот на Европа е најстарата европска институција. Дописот на господја Мијатовиќ сериозно треба да се земе во предвид. Мене ме чуди зошто уште на 15 јануари, кога стигнал, односно не ме чуди, бидејќи пред изборот, во владата не бил проследен. Мојот едноставен предлог. Уставниот суд веднаш може сам да покрене постапка за испитување на уставноста, на автентичното толкување на законот за амнестија. Веднаш може да го направи тоа. Второ, не можам да не кажам дека, уште еднаш, делата против човештвото никогаш не застаруваат. Значи, не може со никаков закон и со никакво автентично толкување да бидат ставени ад акта. Секој суд, било кога, може да ги процесуира. Срамота е што толку долго време требаше да помине за да се соочиме со ова што дојде од Советот на Европа, но мислам дека и Советот на Европа доцни. Последната реченица, ве молам, внимателно со автентичните толкувања. Венецијанската комисија вели дека тие се упат. И затоа треба во сите држави во регионот ги тргнаа, за жал кај нас се уште постојат во уставот. Значи не треба да ги употребуваме. Безсмислено е ние сега да кажуваме што мислел законодавецот во 90-тите години. Меѓутоа, работата треба да се оди на суд. Значи ја кршиме поделбата на власта. Затоа уште еднаш, сериозно кон Советот на Европа. Јас тврдам дека во Македонија демократијата поинаку ќе се развиваше, доколку тогаш беа превземени мерките на кои сега укажува со право Советот на Европа. И во 2009 година тоа го говорев и сега го потврдувам.